Почитувани, добар ден. Ја гледате Црвена линија. Летото пристигна, а со него и првите предлози и одлуки за годишни одмори. Хаваи, Бахами, Малдиви, малку скапо, нели? Па сега кој е најдоброто решение? Каде да се упатиме на одмор? Оваа година Хрватска очекува рекорден приход од туризмот со највисоките цени на Балканот. Албанија и Црна Гора ја зголемија понудата, но и ги покачија цените. Грција и покрај скапите услуги повторно ќе биде популарна кај македонците. А Бугарија? Таму морето ни е малку далеку, но се уште е поевтина опција. Порано имаше многу работнички одморалишта. Ефтини, достапни и распоредени низ целата поранешна Југославија. Одморите беа дел од правото на работникот. Сметате ли дека нивното исчезнување влие врз достапноста на летувањето за обичниот граѓанин? За овие одморалишта остануваат само спомените од минатото. Но да се вратиме во сегашноста. Што нуди денес домашниот туризам? Каква сезона не очекува во Македонија? Дали ќе одберете нашата природна убавина за ваш избор за одмор, а тоа се езерата, планините или пак сепак ќе заминете на море? Или можеби ќе го искористите времето за посета на роднини, како некогаш? Дали финансиите ви се главен фактор при изборот на дестинација? Колку сте подготвени да потрошите за летен одмор? Многу прашања и затоа денеска темата во Црвена линија е едноставно. Дали ќе одите на летен одмор и ако одите, каде е вашиот избор? Кога сме кај прашањата, ќе ве посетам секако да не заследите на Инстаграм. Еве да почнеме од тука, ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм. И секако профилот кој што ви треба на Инстаграм е профилот на Црвена линија. Но не заборавајте да го заследите и профилот на Телма телевизија. И штом го сторите тоа, веднаш кликнете на Инстаграм стори. Денес анкетата на Црвена линија е ваква. Дали сте задоволни од летната туристичка понуда во Македонија? Имате две опции за одговор: да, не. И секако кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и редовно ги соопштуваме резултатите во проценти кон крајот на Црвена линија. Она со што ќе продолжиме пред да почнеме со дискусијата со вас е секако прилогот на Симона Петровска. Едни во Грција, Турција, Албанија, Египет или на некои екзотични дестинации, други ниту во Македонија. На одмор со кредит, по зајмица или со заштеда? Нема да одиме на одмор, пошто ситуацијата ми е таква, финансиски сме многу слаби. Тоа е, да. Имаме ли пари за да одиме? Немаме пари, доволно немаме пари за на одмор. Не можеме да си дозволиме одмор ни овде во Македонија? Ни во Македонија не. Со една плата не. Со една плата не. А пак распродадените туристички аранжмани покажуваат дека има и македонски граѓани кои не се откажуваат од летен одмор. Да, ќе патувам во Грција. Така да тоа е тоа. Цените какви се? Може ли да се дозволиме да патуваме надолу? Во Грција реално не, што во Турција е поевтино или во други држави, така да Грција стварно енормно високи цени има. И додека граѓаните со поделени мислења за тоа дали со просечна плата може едно семејство да се дозволи годишен одмор, од туристичките агенции велат дека и оваа година имаат полни раце работа. Се бара место плюс за да се видат убавините на некои од плажите ширум светот. Нашите граѓани, односно клиенти, имаат можност да направат резервација и да си плаќаат на рати, така да кажам. Ако уплатат, например, ноември до патување јули или август, имаат да плаќаат околу 7, 8, 9 рати. Поголема бројот на оние граѓани кои што плаќаат на рата отколку во готово или обратно? Има различни типови. Обично ние им даваме можност при уплата да се плати 30% од аранжманот и потоа 10 дена пред тргнување да ја платат целата сума. Се снаоѓаат граѓаните, мислам дека после ковидот се зголеми бројката на лица кои што патуваат. Приоритет даваат на патувањето отколку на другите можности да ги трошат нивните пари. Побарувачката е зголемена, а поголем е бројот и на чартер летови. Најчесто се одлучуваат на дестинација Анталија. Тоа ни е нас примерна
дестинација која што ја работиме веќе 25 години. Директни чартер летови од Скопје до Анталија имаме секој ден и тоа во некои денови дури 2 пати имаме летови од Скопје до Анталија. Најпозната, најпопуларна дестинација заради тоа што хотелите се со одличен квалитет, имаме најразлични типови на хотели во однос на категорија и услуга. Други места имаме Хургада, Египет. 3 пати неделно имаме авионски превоз, одлични плажи, одлична клима, одлични хотели и нормално Хургада е позната по големиот број на екскурзии што ги нудиме. Друга дестинација е исто така Грција. Имаме добра соработка со хотелите на грчкото крајбрежје и островите. Исто така, многу популарна дестинација, односно пакет аранжмани се крстарењата на Целестијал, кои што почнуваат од Солун или од Атина, има неколку типови. Одморот во странство повеќе не е во пресметката на синдикалната кошничка, откако владата одлучи дека тоа е луксус. Ајде да ве слушнеме сега вас со оглед на тоа што денес зборуваме за можноста. Секој еден кој што никогаш во минатото како работник имаше можност преку работничките одморалишта во летото секако да го стави на дневен ред и тоа каде ќе летува со своето семејство, денес тоа е само во спомените. Па кога зборуваме за летниот одмор, односно еве каков е вашиот избор кога зборуваме за оваа година. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Така. Добар ден. Уште еднаш добар ден. Повелете во црвена линиста. Лично ќе одам на одмор во Дубај. Тамо Зоран Заев обезбеди хотел за нас, за македонците со ниска пензија и за обичниот народ, сиромашкиот човек. Сметајќи текстилци, граѓевинци, земјоделци и така натаму. Сега да не ги набројаме и другите дејности. Значи, Зоран Заев е така хуман човек, што ја продаде Македонија и нас не продаде комплет, ама за возврат на тоа сега е хуман. Значи, ни обезбеди сместување бесплатен лет до Дубај. Така да знаат. Исто во тоа спаѓа и тука југот, кај нас и во Гевгелија. Значи, Струмица и Гевгелија обезбеди тоа. Еве, јас што се јавам од село Негорци и за нас е обезбедено Зоран Заев. Значи, храна, превоз, се е тоа така. Бидејќи има пари, многу се откраде од Македонија и сега сака да обезбеди на сиромасите. Абе, како ќе одиме ние, бе? Со едва им до 20.000 пензија, кај ќе мрдниш, кај ќе со мутиката во нива ќе работиш и го тоа пари нема. Сите гледаат да одат во државни и јавни институции, кај што е парата, кај што е одмор, ногата една врз друга, тие ќе одат на одмор. А ова е оттепано и од обич. Благодарам за одговорите. Вие сте и првиот со кој што ја започнуваме оваа денешна дискусија. Факт е дека во земјите од регионот, особено кога зборуваме за Хрватска, станува не само најпосакувана дестинација, туку и елитна дестинација. Иако во последно време еве Хрватска се повеќе во медиумите и на социјалните медиуми некако се издвојува како земја каде што исклучително станува прескапо. Сепак ја избираат елитни гости, а еве некогаш да речеме оваа дестинација како и секоја една дошт поранешна Југославија беше всушност дестинација во која што уживаше и работникот со своето семејство, бидејќи постоја работнички одморалишта. Сето тоа денес е минато. Кога зборуваме и за домашниот туризам, еве сметате ли дека имаме можности од финансиски аспект да уживаме и во домашниот туризам? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ама, јас сум не. Да, вие сте. Роме. Роме, добар ден. Ве слушаме. Добар ден, ајде други да не. Не, вие слушајте ја. Најубаво место за туризам е Охрид и Струга.
Охрид имат најдобро езеро, а Струга имат и езеро и река. И таму можеш да пливаш и во реката, Црн Дрим, и во езерото. И затоа и многу туристи од Турција има во Охрид и Струга. Според вас, еве, дали денес обичниот работник, па дури оние кои што се пензионери, имаат можност финансиска да уживаат во ваквиот домашен туризам? Може да уживаат. Дали се финансиски достапни еве и ваквите одмори? Па не зголеми пензиите мислски. Можеме да дојдеме на одмор, ако сакаме. Дали вие ќе одите некаде? Не, јас сум од Биџево близу до Струга. Близу, Што ми значи... треба друго место? Така, значи вие во Струга ќе се го поминете летото? Да, Струга, Охрид. Охрид јас учев учителска. И сестра ми беше мажена таму. И Охрид е Охрид. И на поетската обрана брзина може за Охрид. Ти дозволиш? Ама времето има уште 3 секунди. Епа, отврдина на Самуил. Благодарам многу секако за оние 90 секунди кои што се предвидени за секој едно јавување во црвена линија, што господинот Роме ги искористи, еве да укаже дека кога станува збор за избор каде да се помине летото, а секој заслужува да има одмор, особено иако работи и доколку ужива во своите пензионерски денови, тоа не е ништо чудно за луѓето однадвор, па еве да прашаме дали можеби најдобро е и возможно од финансиски аспект да го уживаме домашниот туризам. И да ни откриете еве како вие и колку можете ова лето да си приуштите одмор. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Вака, јас баш кај туризмот си сум од Охрид, Оливера на телефон. Оливера, добар ден, драго ни е што ве имаме во црвена линија. Така, јас се ве барави и во другиве емисии, ама ме исклучувате, нон-стоп ме исклучувате. 2-3 пати ќе добијам и исклучувам. Јас си сум од Охрид, домашно си одам на плажа, ваму таму, меѓутоа годинава со фамилијата решив да одам во Албанија на одмор. Во Албанија, или во Валона, или во Дурсголем. Колку да речеме со оглед на тоа што сте од Охрид, еве Охрид е достапен за домашните туристи, особено за обичниот работник? Така. Па може, средно може да се помини, може да се оди на плажа, може едно 10 дена, може да народот да обстани за на плажа, за на одмор. Така, Ако дали... треба ќе си качни пиперче, патлиџанче, нешто ова, она, домашно јадење, ама за на плажа може да си обстани. Така, во однос на цените на сместувањето, еве, дали се исклучително високи оваа година или се стандардни како и секоја? Скапо е, скапо кај нас. Така. Благодарам многу, драго ни Оливера што ве слушнавме во црвена линија. За оние кои што можеби малку сте изненадени за што зборуваше госпоѓа Оливера, најверојатно зборуваше за неможноста, барем верувам овој ден или можеби вчера во петокот да биде вклучена во заврти на Телма. Како и да е, ќе завртите на Телма секако на 02307 005 и еве од вас очекувам да слушнам пред се дали од низ годините, особено ова важи за повозрастните, некако се помалку и помалку се губеа можностите да едно семејство, работничко семејство може за себе и своите деца да овозможи одмор. Колку е тоа возможно еве во ова нова 2025 година, новата сезона, бидејќи некогаш во поранешна Југославија постоја работнички одморалишта и како секое семејство имаше можност да ужива во се она што го нудеше тогаш на Југославија и секако Јадранот како избор за летување. Но работите се сменија, сето тоа е во спомените, па еве, како ви изгледа, дали оваа година, сушност, обичниот работник со своето семејство ќе може да ужива
на одмор и дали може би е најдобро да избереме домашен туризам. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Македончето секогаш го цени туѓото, зашто своето го сака туѓото, зашто своето не го цени. Какви одморалишта од бившата Југославија, лоцирани во Македонија, како одморалиштето во Радожда, ливадишта, хотелот во Струга што го раздрпаат тие пашите во соработка со Македонско православна црква, го уништија македонските одморалишта ги уништија. Многу убаво беше. Гнија камп приколки, бунгалови, што работните организации тоа време ги користеа и многу весело беше. А и цените малку македонските угостители треба малку да ги намалат. Не може кола да кошта во продавница 50 денари да кошта 70 денари во угостителски објект. Тоа е јасно на кај ми, ама тоа е тоа. Не го цениме своето. А туѓото го сакаме, зашто ода тамо патлиџан и пиперка туризам, ќе ги наполнат ладжумиците во колите и одат тамо као обични голтари тамо. И викат многу убаво заминат. Бидете поздравени. Благодарам за јавувањето и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Кога веќе го спомнавме зборот да се сподели, секако можете да споделувате и пишувате коментари на Facebook профилот е на Црвена линија, каде што е објавена темата, но паралелно темите ги објавуваме и на профилот на Телма телевизија. Еве како изгледаме таму. Дали ќе одите на летен одмор и ако одите, каде е вашиот избор? Секако акцент ќе ставиме во однос на можностите, бидејќи низ годините, барем за работникот обичниот работник е голем предизвик, бидејќи станува збор и за семејството на обичниот работник да може на своите деца и самиот себе си се разбира и на своите членови на семејството да им овозможи летен одмор. Па еве дали може би е подобро да се ориентираме кон домашниот туризам или последниве години и домашниот туризам има високи цени и станува дестинација која што е невозможна за обичниот работник. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете ве, слушаме. На линија сум? Да, на Црвена линија, повелете. Да, убава тема и се согласувам со сите гледачи што рекла, си го дадува своето мислење. Сега темата дали ќе одиме на летен одмор. Па јас се прашувам самиот како да одам на летен одмор кога цела зима се справувавме со поскапување на струја. Цела зима, па и до денеска се уште трае поскапувањата, значи прехранбените продукти за да се храниме, за да го поминеме месец. Од каде ние обичните граѓани и на кој начин треба ние да шпараме некој динар, за да си дозволиме 7 дена или 10 дена на летен одмор? Како тоа е могуче? Јас самиот се прашувам како е тоа могуче. Едино само нека си дозволат тие политичари кои си ги качат своите плати за 78%, па нивните деца нека летуваат во Малта, во не знам каде, во кои места, да не спомнам сега да земам време, а ние нашите деца нека одат ваму по градовите кај што има базен и така, сиромашки ќе си поминат. Дали ви се чини дека и нашата земја всушност нуди ефтини и возможни аранжмани за домашен туризам за своите гости, како обичниот работник на оваа земја? Благодарам за одговорите и ќе потсетиме дека во последната потрошувачка кошничка летувањата, односно одморите, не се пресметани. А секој заслужува одмор. Особено е голем предизвик кога се еве вака екстремно високи температури. Летото е радост кога уживаат и најмладите членови во семејството, бидејќи има започнат летниот распуст. Некогаш обичниот работник всушност не беше никаква привилегија,
да ужива во летен одмор, бидејќи постоја работнички одморалишта токму наменети за работникот, да може секако да му возможи на своите најблиски летување. Денес тоа никако е во спомените, нешто што изгледа далечно, а целосно и непознато за новите генерации. Па еве, дали пред се постои можност и дали еве вие би оделе на летен одмор оваа година и дали сметате дека всушност и аранжманите, оно што го нуди нашата земја за обичниот работник е всушност исто така поприлично скапо и недостижно. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Да се доискажам. Повелете. Едно време Југославија кога беше, тоа веќе е минато, прошло време и ќе го заборавиме. Тогаш беше супер. Кај сакаш таму ќе се запишеш, дали Дојран, Охрид, Дубровник, било кај. И тоа бесплатно, имаш мени, јадење, што сакаш, значи све бесплатно. Сега тој благодет ќе го користат овие бакалските мачиња околу градоначалникот што се врткаат, околу премиерот, околу овие другите што се, вака како да ги наречам, паразити, тие ќе користат. А додека обичниот народ нема шанса, едина шанса му е со некоја цистерна од Грција да донесат солена вода и по некој, како викате, не по нашо гегелијски лавар, тањер, нешто да си ги стават нозите барем во солена вода и да замислуваат дека се на плажа. Барем таа можност да му ја направат. Никој не мисли за сиромашкиот народ, бе. Еве сега избори идат локални. Се тие истите се врткаат таму за да бидат на добри места, за да може да шетат, да уживаат. А овој што рмба и што ака, обичниот работник и земјоделецот никој не го прашува какво море, каква планина, бре. За него само, некем да кажам, али, ајде да речеме, спас му е бутел, друг на... Благодарам многу за повторното вклучување во Црвена линија. Ќе почнеме и со коментарите на Facebook страницата на Црвена линија. Продолжете да пишувате, секако ќе ги читаме во продолжение. Еве ќе започнеме со еден коментар на госпоѓа Бети Китановска, која што напиша: Црвена линија стана забавно рекреативна контактна емисија, дури и Алфа поставува актуелни прашања. Тина смени термин, сите гледаат телевизија 24. Благодарам и цениме за споделеното, но еве едно прашање до сите вас. Дали сметате дека правото на обичниот работник всушност станува неинтересно кога зборуваме дали имаат право да уживаат и да му обезбедат на своето семејство летен одмор, особено на своите деца кои што нели во моментот имаат летен распуст. Секако зборуваме и за оние кои што се социјално погодени семејства и кои што можеби имаме и семејства кои што никогаш и воопшто не биле на одмор. Ако сметате дека е забавно, рекреативно да поставуваме тема во однос на тоа кој се има право да оди на одмор, тогаш најверојатно не сме ја разбрале темата. Благодарам, продолжете да пишувате. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас лично нема никаде да одам на одмор, едно ради здравствени причини, друго ради финансиската состојба. Не може човек со една минимална пензија од 18.000 динара да си даде да оде на одмор. Значи, на одмор не може да одат пензионерите со ниски примања. Не може да одат работниците кои рмбат од 7 до 7. Овие одмори са наменети за повисоката класа, за тие што са буџованите, што имат големи пензии, големи плати и тие можат да си дозволат да си одат на одмор каде сакат и кога сакат. Оние обичните граѓани можат само да останат дома, што викат србите, ноге у лавору, ништо друго. Значи работата е наменета само за богаташите. Едно време можеше работникот да си дозволе да оде на одмор, али тоа беше се преку фабриките, преку Македонка, преку Астиво, преку Звезда, имаа своји згради и бунгалови на тие нашите летувалишта и можеа слободно да одат на одмор. А сега ништо не можат никаде да мрднат,
Они не можат месецот да го искарат од први до први, а не да си дозволат да одат на одмор за Грција и било каде. Благодарам многу за учеството и за одговорите. Продолжете да не следите и понатаму. Дали може би навистина имаме прекрасна земја? Факт е дека неминовно сведоци сме, особено и главниот град Охрид, постојано се посетени од голем број странски туристи. Македонија никогаш, а верувам и сега има голем број на можности од аспект на природни убавини. Малку поразличен туризам од она што сме навикнати, така да може тоа да биде планински туризам, речен туризам, но еве колку всушност државата им овозможува на оние кои што се пред се обичниот работник да направат достапни и аранжмани за домашен туризам и да речеме да овозможат на секој оној, се разбира да не биде и прескапо, бидејќи станува некако се скапо во последно време, тоа сме свесни од секојдневната живеачка, па дали тоа значи дека обичниот работник може од сега натаму и понатаму да сонува своето семејство да го однесе на одмор. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Одека е работник од Гадежно Маврово, поранешно. Драго ми е, повелете, ве слушаме. По времето на Гадежно Маврово имаме наши исто одморалишта и бесплатно одене сегде. Али од времето кога се раствои Југославија, времето на Тито, умре се и одмори и се ише, нема ништо, не може сиромаши да појде нигде. Јас сум веќе пензионер 15 години. Не може да појдам нигде, ни на умор нигде. Не стига ни пензија, ништо. И јас одел сегде, низ цела Југославија. Јас по Германија сум спил у камион, никој не дираше. Сега нема безбедност ни во нашава држава да одиш ни на одмори, да оставиш куќа отворена дома, бе. Ево. Од Апаши, од Арами, не може да појде ни на одмор нигде. Тоа се краде нагло во сите населби во Скопје. Како ќе оставите куќа да одиш на одмор од Арамилок? Ова е нездрав народ више и нема стабилност во државата, ништо. Ни мора не помога никој ништо живо. Пријатно, фала многу. Благодарам многу за одговорите и секако за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Ве посетувам, пишувајте секако коментари, ќе продолжиме со нивно читање меѓу вклучувањето на гледачите. Секој има право на одмор, а може би најзаслужен одмор е за работникот, кој што деноноќно работи, секако се грижи за да обезбеди она што е исклучително важно за неговото семејство. Но важен е и одморот, особено е радост, одмор и всушност бенефит кој што секој еден човек треба да го има за подобро здравје и релаксација, за да биде попродуктивен. Бидејќи без одмор, работа без одмор произведува негативни ефекти. Да не зборуваме за радоста на секој едно дете, кое што секако во летниот распуст заслужува да има одмор. Па еве, ви се чини ли дека обичниот работник денес ако го прашаме дали ќе оди на одмор некаде, ќе добиеме одговор, односно потврден. И дали ви се чини дека можеби е скап станува и домашниот туризам за домашните туристи? Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден. Тина. Ве слушаме, повелете. Да, повелете. Кај ќе идеме на одмор? Без пари. Може да иде овие големите директори, овие што се в парламентот, тие имам пари. Што ја ќе иду на одмор со 20.000, кај ќе идам? Нигде, дома седање. Седи дома и уживај. Во сенка. И тоа е друго што да ти кажам. Па еве, дали ви се чини дека ако поставиме една тема за правото на обичниот работник, се разбира, еве и пензионерите и нели социјално погодените загрозени категории на граѓани, ако го поставиме прашањето за правото на одмор и каде ќе одат, дали вам ви звучи како забавно рекреативна тема? Ама понапред имаше ова праќа
на по бањи, едно друго на тако по 7 дена, сега укинаја, тој ништо нигде, преко фондот. Укинаја и нема дек ќе идемо, ќе беремо. Тутуни ќе беремо, ќе жнеемо, и тој ќе работи на друго, што ќе работи, нема во село свој, тој ќе работи. Тутун ќе беремо и ќе жнеемо жито, кој има сејано, кој нема. И така, ќе нема да беремо. Благодарам многу за учеството и за одговорите во Црвена линија. Продолжете и вие да не гледате. Продолжуваме секако понатаму со вас. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. Секако на линија сте, повелете. Благодарам да сте ми живи и здрави. Па вака се, прво да кажам дека некогаш стварно одевме на одмор, дури и на море, значи што се вели со еден збор, го користевме ние морето, тоа ни миеше што се вика кожата. Меѓутоа, сега во овие денешни услови, да ви кажам наискрено, не знам дали стварно може некој да си дозволи да отиде на одмор, на море, на езеро, на планина, затоа што условите да се отиде 10-15 дена стварно се тешки и невозможни. Значи, бидејќи да си имаме, користиме значи, минимална плата, минимална пензија, значи социјална помош, многу малку се од луѓето кои што имаат значи доволно средства со кои што може да ги покријат, да речеме, трошоците да отидат до Грчка, до Црногорско приморје или на езеро наше море Охридско, или да речеме на планина. Кажете ми, еве Охрид, колку е достапен за обичниот работник во однос на од финансиски аспект? Па вака сега, прво да се разбереме. Охрид не знае да комуницира со туристите. Толку е поскапено, што стварно самите охриđани, а јако сум охриđанец, самите охриđани ги бркаат туристите да си одат пред време, да не седат толку колку што планирале од дома. Значи, на некој начин, едно кафе околу 200 денара да го плати. Па нели е тоа срамота? Значи, да не збориме и за други се. Да речеме, една порција риба не вика... Никаде ми се чини околу 2500 денари. Како и да е, благодарам за јавувањето и сега кој веќе ве поканиме и сите вас кои што сте се јавувате од туристичките градови на нашава земја и региони, би сакале да слушаме од вас еве колку домашниот туризам всушност од финансиски аспект е достапен за обичниот работник и за пензионерите и секако за социјално загрозените нели граѓани, оние кои што навистина не можат да си обезбедат луксузни и скапи одмори. А секој има право на одмор. Убаво што зборувавме со гледачот кој што редовно ни се јавува до Охрид, ќе продолжиме со коментарот на госпоѓа Светлана Андреева, и што кажа, велите Охрид бил достапен, тоа го рече една од гледачките, која што се вклучи од Охрид, па не е баш така, едно макијато и едно не се 500 денари. Барем така прочитав, така да тешко на луѓето со мали примања, верувам дека не помислуваат за одмор. Благодарам многу Светлана Андреева и ние сега прашуваме дали барем ако не можат од финансиски аспект да одат надвор од земјава на одмор, дали може би државата треба да го направи домашниот туризам и како достапен за обичниот работник и оние кои што навистина не можат да обезбедат доволно средства за да можат да обезбедат на своето семејство и деца достоен одмор, едно летување. Добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? Да, повелете. Годишните одмори се само за функционерите и нивните најблиски, како синови, ќерки, зетови, и не летуваат во државата, од кај што земаат и лични доходи, а темата би била добро дали земјоделците имаат право на годишен одмор и каде ќе летуваат. Земјоделците, кои се борат за корка леп. Денеска гледам на една медиумска куќа, 6 денари кило краставици, 10 денари кило зелка. Дали тие имаат право на годишен одмор и дали владата мисли на тие од кои што живее и ги цеди како лимун во овие жешки денови.
као лимунада прави од нив. Дали земјоделците имаат право на годишен одмор и каде ќе летуваат? Тоа е темата, требаше да ја поставите. Па секако сите спаѓаат во оваа тема. Зборуваме генерално за времето кое што е предвидено за одмори, како и секаде во светот. Па дали земјоделците имаат право на одмор и дали имаат можност да одат на одмор? Тоа треба да поставите. Дали е возможно да постои домашен туризам кој што ќе биде достапен за сите, па и за земјоделците? Не може да постои. Со вакви апаши, со вакви ајдути кои... Благодарам за учеството и за одговорите. Повторно одеме на Facebook. Продолжете, бидете активни, секако ќе ги читаме коментарите, но и една напомена, ве молам, во искажаното потрудете се секако да не користите вулгарни зборови, навредливи зборови, говор на омраза, за да сепак ги прочитаме коментарите, доколку содржат такви зборови или говор на омраза, како што реков, или говор кој што навредува, ве молам, потрудете се да ги избегнете, за да може да ги прочитаме и тие коментари. Продолжуваме со коментарот на господја Лидија Станковска, еве што напиша. Не ни летна, ни зимска, премногу скапи се и не нудат ништо интересно. Например, јас сум особа што не сакам цел одмор да го поминам во лежење на плажа, сакам да бидам во движење, да разгледувам, да истражувам, никаква забава не во смисла во кафич, да пиеш и да пиеш авантуристичка. Плюс немаат викенд понуди, некој не може да иде на одмор 10 дена, но затоа викендот е слободен и ниедна туристичка агенција нема еднодневни или дводневни излети. Благодарам многу за коментарот, Лидија Станковска, и ве гледате, повторно се поставува прашањето што и понудата кога зборуваме за туризмот оваа година. Дали сметате дека можеби ние го имаме вистинското нешто каде што секој еден ќе може да ужива во одмор, зборуваме за домашниот туризам. Но дали можеби станува скапи домашниот туризам и воопшто колку се искористени нашите домашни потенцијали и капацитети за да му овозможат особено одмор на обичниот работник и неговото семејство. Добар ден. Добар ден. Поздрав од мене, Тина, поздрав за гледачите. Благодарам многу. Јас моментално сум во Охрид, имаме случајно едно станче тука, да ви кажам дека навистина е многу скапо. Јас не можам да си дозволам излегување, па по кафанчиња, по плажи тие урбани со послужување, едно пиво е 30 денари, 300 денари. Кафе е 150 денари. Така да тоа што е, колку што можеме, толку ќе искористиме. Добро, ајде да проговориме какви гости тогаш има. Дали може би цените се ориентираат во однос на гостите кои што ги има Охрид? За сега има странски гости повеќе. Но еве како Охрид може да биде достапен за обичниот работник? Ви се чини дека Нема никогаш. Многу се охриѓани алчни. Дали ме слушате? Внимателно продолжете. Многу се алчни луѓето. Мислам кога ќе дојдат тие 2-3 месеца, тие треба да се збогатат. И затоа никогаш нема да успее охридскиот туризам. Може би некои ќе земат пари, али повеќето луѓе не можат да дојдат. Него сакав нешто да кажам. На одмор не се оди со парите од еден месец земени. Одморот се планира и се штеди. За да појдеш на одмор 10-15 дена. Јас бев, барем ние, пензионерите, можеме да си дозволиме одмор, крајот на мај, почетокот на јуни или во септември. Тие се ефтини, за 15 дена јас платив. Ке мора да ве подсетам секако дека тоа е и правилото. Тајмерот автоматски ја прекинува линијата кога ја достигнува 90-та секунда. 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Нема да изоставам да и се заблагодарам на господјата која што се вклучи во црвена линија и ќе ја охрабрам, се разбира, и повторно да се јави за нови 90 секунди. Благодарам за споделеното. Еве слушавме дека всушност ако навремено се штеди, може да се постигне во подолг временски период да се овозможи право на одмор, на летен одмор. Но факт е дека станува скапо
станува скапа живеачката и не секој колку и да штеди, се разбира, не е сам, туку има и семејство и деца. Така да и временски секако децата се слободни веќе по завршувањето на учебната година. А тогаш всушност започнуваат и полека месеците, кога аранжманите стануваат се поскапи и поскапи. Па еве, добар ден, да ве прашаме, ви се чини ли дека се повеќе обичниот човек, обичниот работник воопшто не треба ниту да размислува на право на одмор? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали може човек со 7800 денени социјална пензија да оди на одмор? Ваква држава имаме. Со 7800 денени јас лековите не може да иземам со бабата, а не да одам на одмор. Значи никакви примања други немаме, осем таа пензија. И не знам, воопшто владата не размислуваат да ја покачи тоа. Само 50-100 денени ја покачи ова социјална пензија. Дали може човек да дојде со оваква социјална пензија да оди на одмор? Ние дома не можеме да доме во двор да излагаме своји пари, а камо ли дојдеш на одмор. А воопшто никогаш не се спомнала, само пензии се спомнува, само плати се спомнува. Никој воопшто ни министер за труд излага, нити некој министер да каже чекајте на овие луѓе да му се покачи. Ако не, пак нека земат скроз. Што 7800 денари лекарство не може лекарство, јас само тоа им предавам. Самиот. И како јас ќе дозволам да одам на одмор, само тоа е. А еве да ни откриете дали може би постојат некакви можности и понуди каде што токму социјално загрозените и обичниот работник би можел семејството во рамки на земјава да одмори. Значи државата овие ранливи луѓе да ги повикат, значи да ги повикат и да ги носат негде на сметка на државата на одмор 5-6 дена, не мора 15 дена да ви малце да сте вие со луѓе, со пријатели, вака не знаеме, ние захвалени сме дома, не знаеме ни кој ни е. Благодарам многу за одговорите. Секако продолжете да не следите. Еве уште еден коментар на господинот Васко Белески. Вака напиша: Светов има ноќна мора, дали ќе има атомска војна, вие кој каде ќе одел на одмор. Ние зборуваме всушност за правото на одмор. Ете и да има трета светска војна, ние се соочуваме со ситуација каде што обичниот работник, особено оние кои што се и социјално загрозени, луѓе со ниски пензии, воопшто не ни помислуваат на одмор, не затоа што не сакаат, туку затоа што е невозможно. И сметаме дека барем ние редакција Црвена линија, сметаме дека секој еден има право да оди на одмор и треба да поставиме оваа тема. Бидејќи сепак и во мирнодобие ова било незамисливо. А зошто е тоа така, ќе слушнеме од вас. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав до вас. Имаше една емисија, тражили сте, гледајте. Него сакавне социјализмот. Кај се тие господинот од Прилеп и Битола да го критикуваат сега овој капитализам. Во социјализмот имаше одморалишта, одеа и децата и Шуламина, одеа и во Дајан, и одеа сегде, и на Пониква, и во Крушево, и сегде одеа. Сега кој ќе оди? Сиромавен работникот, Голтар и тој комени, кои лјадници, што се јавуваме. А преска што малце го искритикувавте господинот, не сте во право. Па затоа што е убаво вистината кажа, затоа до ова дереđe дојде Македонија, што имаше ајдути 35 години кралеа. Не чиниот социјализмот. Кај сега? Ние уште во Уставот се декларираме како социјална држава. Кај се пари да се одвоја за тие што се со најниски примања да ги однесат 5 дена, 10 дена, еден куп одморалишта се затворија така. И се ги купија тие буџеваните, ајдуците што го критикуваше господинот. Нели се декларираме социјална држава ние? Уште 50-100 години нема да доживам јас, работникот нема да оди на одмор. А земјоделецот ако користат таму некој река само да се избајнаат. Така дојде ова дереđe, не чинил социјализмот, капитализам, еве, зато почнав тоа. Благодарам многу за учеството во Црвена линија и пред да преминеме на рекламите, се разбира еве уште
коментари два, кои што не се големи. Секако Борче Ристевски напиша: патриотите ќе одат во Македонија, а материјалистите врти капите себичните во странство. И Джими Давид Валтер напиша Лазар Опоре. Ете, благодарам за коментарите. Одиме со реклами и потоа ќе ги соопштиме резултатите од Инстаграм анкетата. Сега е време да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Ве молам за следете и земете активно учество веќе во утрешното издание. Дали сте задоволни од летната туристичка понуда во Македонија? Погледнете како одговорија оние кои што не следат. Со да 0%, еве, со да 0% и со не 100%. Благодарам многу за оваа денешна црвена линија. Сепак сметавме како редакција дека секој ден има право, особено ако работи долж годината, да овозможи одмор и секако задоволство, ако не само за себе, туку и за своите најдраги членови во семејството. Информирајте се квалитетно и брзо на telma.com.mk и останете да не гледате, бидејќи следува Да си кажеме со Горан Петрески.